И после неколку епизоди прајање муавет за Дедо Тале, имаше некои луѓе што ми пишеа направи Дедо Тале 3, ама знаеш како? За Трајко наш ке збораме уште долу. Веки кусуро живот, што значи има веки кусуро приказни за кажување, така што кај и да е се негде ќе се спомни. Ама како што рековме, Дедо Тале беше еден среќен човек. Се гледаше да си направи, да му биди ум, да си олесниме, сваќаш? Не кеше многу мачни, нити сакаше да оди на погреби, и кога ќе одеше стално некако со свиркање гледаше да го избегни то тешкото чувство, ме сваќаш? Што може пој? Дури има и свирено на погреби, пошто некои луѓе така сакат да ги испратат домашните, саканите да речи. А и плюс цел овој период избори, парти, чуда, политики, ти реков ми рече овај вака, онај така, лаги клевети, не знам што, многу тумурно е, починал овај, починал онај, некако се направи една атмосфера негативна, што мислам дека е време да раскршиме малце. Тоа во никој случај не значи дека не го почитуваме сето тоа што се случи. Ама јас лично знам дека 90% луѓето што ќе прицнат на овие видеата мои, очекуваат малца се расположи. Сега не секогаш можам да ве расположам, пошто не секогаш и јас сум расположен. Луѓе, арно, па бериќати за среќа не треба многу. И мислам дека таа среќата е уба тема да направиме муавет. Така што ајде да маниме шпицата и да му влезиме на муавет. Ајде бате, пушта. Шо е среќа? Мене ако ме прашува, среќа е кога ти убаво вака овде на душата. Овде внатре негде, меѓу стомакот, меѓу желудникот и меѓу градите, тука не. Кај диафрагмата не рече. Се тоа убото чувство за различни луѓе, различни нешта го прават. Пример мене дај ми едно крем бананче, подма некако бајна на душата ти. Има некои луѓе ако сакаш свето дај му го, па нема да му чини, па нешто незадоволни ќе видат, па некако да имаше поќе света ми дајш или ми го даде свето, ама некако валкан незачистен да го зачистеше малце пред да ми го дај. Према човек, ама во глобала се што се случува околу тебе може да ти направи да видиш среќа или несреќа. Зависи како ги перцепираш работите, како ги сваќаш. Пример, пошто го правевме муавет Дедо Тале не оставаше ништо да го направи несреќа. Значи што сака нека се случува, море свето вака нека се распаѓа пред него тој што ќе правиш. И си свиркават, зато 102 години живееше, не е ни до апој, ни до лекој, ништо не пиеш. Некој денештите луѓе 200.000 апој за спиење, апој за разбудвање, апој за ова, апој за она. Ами тие апоите не се даени од земјата вака произведени, даени се во некоја хемиска лабораторија таму. Покрај тоа што има многу лекои што ќе ни го спасат животот, 90% од нив се направени за париња, бе бат. Исто како што се менува и храната. Порано се јадеше здраво, природно произведено и така натаму. Денес и тоа што мислиме дека е природно, не е природно, зошто? За да одиш да земиш апој од аптека, тоа е тие да врти парат. Ама без разлика што е какво е, и дедо ми ги јадеш истите работи што ги јајме ние, барем овие последните години. Порано што јадел кој го знае. Јадеше мање више иста исхрана ко нас, ако не и полоша. Па ете го истера 102 години. За ништо не пиеше до последно. А не пиеше апој заради тоа што не оставаше ништо да го направи да се нервира. Не си дозволуваше таков притисок да има внатрешно. И тој притисок што ни се ствара на сите, уствари ја прави цела белја внатре. Та негативната енергија што ја вика. И не џабе имат милион пати направено испитувања, експерименти, чуда е пример ориз ке клат или нешто во тегла. И на едната тегла ќе му збора грдо, гнасно, вака, така, онака, на другата тегла негде на друго место во иста атмосфера клајна речиме ќе му збора убај работа. И та со грдите зборој муфлосва пепел се прави, ова не муфлос. Значи до толку влија и се што слушаме и се што ни се дешава и се што мислиме ние на нас. И зато не мом да разберам луѓе например, што цело време се негативни. Абе не песимисти Pro Max Plus. Ништо не му чини, ништо нема. Како не ова ќе опрам, нема. Како не она, како не она и не чини овај ваков, онај море доста. Олавајте си ја душата малце што ви се дешава. Зошто јас би зборал за некој си таму некаде ќе го видам, ќе ми излези видео и сега одма тука негативно. Зошто? Кој сака нека и што сака нека збора. Или луѓето со политиките периодов. Овај вака, онај така, овај предавници ваши наши, олавајте си ја душа. Пак ќе речам да имате некој директен ќар да направите милиони од тоа што урлате, викате, лепите и така натаму. Ќе разберам. Ништо не добивате, пак ќе се пукниш од работа за да заработиш за парче леп. Пак ќе ги имаш истите маки, ќе ош по истите улици, истите глупости ќе ти се дешават. Може да ќе ти дадат решење. Оди за тоа пусто решење се работи во живот. Не е чаре сите да си сработиме како што треба и да направиме поќе самите да сакаме поќе да направиме за нас. Не. Некој да ни дај од негде нас, да ни дадат решење
решение, да ни дадат ова, да ни дадат зашто видат мо. Земи сработи си, биди си свој газда, биди си самостоен, биди си. Ама добро, веројатно му прави некоја среќа и то решението што му го дават. Небитно што целата енергија дур да го добијат то решение би можеле да искористат за да направат нешто повеќе од себе, самите да си направат. Не, тие се изгорени, цела енергија во веко да ја посветат за едно решение. Оти то решението решававате све. И па после нема да се срекни, па истите проблеми ќе има, ама битно ќе има решение. Ќути решение, државно решение, државно тие се муавети. Тоа е најбитно во свет. И ќе опоминат цел живот во нервози, во ова, во она, за евентуално да добијат решение, за да сватат на крајот дека ствари не е ни среќата во решение. Среќата е околу нас секој момент, секој ден, цело време, во текот на целиот живот. Ние уствари грешно сме програмирани. Сите мислат дека ова ако го направам ќе бидам среќен, она ако го добијам ќе бидам среќен, пари ако направам ќе бидам среќен. А уствари среќата е во процесот, бе. Среќата треба да биде во сите ситни работи што ги правиш за да стигнеш до целта. Целта треба да биде само награда. Ти ако си несреќен во цел процес, што сакаш постигни, на крајот нема ти биде доволно. Луѓето не сваќаат дека никогаш ништо не е доволно за некој што не е среќен. Оти милионерите сакат милиардери да бидат, малце се милиони да ги имаш во џебот. Од ова гледна точка и многу се. Од нивна гледна точка многу се малце. Оти не постои пари на веко што не можеш да потрошиш. Од секоја куќа има поуба куќа. Секоја кола има поуба кола. Нон-стоп излегват поубе. Од секоја јахта има поуба јахта. И јас не викам, има такви работи што му носат среќа на луѓето. И ти ќе си среќен кој купиш кола нова или јахта или појманем палата ќе купиш, пресреќен ќе биде. Ама тие се среќи со краток рок, бе брат. Сето то се случува во моментот, ќе го купиш, ќе се порадваш и помину. И ако си мизерен цело време измеѓу, не вреди мене ако ме прашаш. Поарно да сум со помалце среќен цело време, отколку да сум среќен во тие 6 моменти во животот сам. Ете пример, јас кога правев студио, не е дека претходно не снимав или дека немав опрема или дека не можев да снимам било каде, снимав. Друживев в Скопје, во сите станови кај што седев, измислував топла вода за да можам да снимам нешто и така функционира. Има артисти од што не се застанати со настапвање, само по хотели снимат песни, па никому ништо. Значи не е дека не можеш, не е дека е потребно да имаш две простори со ова, со она. Ама мене ми беше мера. Цел век сум сакал да ги имам. И кога почнував овој проект, пошто просторот овде беше хаос невиден, сакаше све одново, од струја, од вода, од зидој, мидој, се. Сите до еден што ги познавам, сите стилмуавет ми го направи. Ти будала си, зошто да вложваш, зошто ти е, знаеш колку пари се ти? Абе шо ке ти е таму, поарно купи негде коде мекова чоколадце од 10 денари е купи, ко лижалчева купи лижалче и готово. Истиот му е, зошто ти е брат, зошто да фрлаш пари, еве функционира да ми. Јас му велев оти, јас така сакам. Сакам да си го имам дома да ми види. За утре кога дојдеш ти или кога дојде некој друг, да не мора пола куќа да ја суредвам и да не мора да местам милион работи, кабли, ова, она, за да треба снимиме 2 минути. Туку да дојдеш, да влезиш, шопреш како си, море, шубој, кај сме, тука сме, застануваме и снима. Да си имам место кај што ќе работам, канцеларија да си имам. И вистина беше трошок, вистина беше малтретирање, пошто имаше стари инсталации, чуда што требаше све да вадиме, да копаме. Ама ако бидам искрен, најубаво ми беше на душата, дури го работев тоа. Че вистина беше и физички, психички мачно, пошто пред се не можеш ни со мајсторите да се договориш, ти му кажуваш јас сакам вака, тој ти вели не може. Не дека не може. Не работат на таков тип. Оти луѓето обично си имат вака, работиме ние и никако поинаку. Значи прво школо ми е то, друго консултиран сум со еден тон луѓе, сум направил скица со луѓе, со странци, со чуда, со работи кои веќе се направени на милион места во светот. Тој не може, оти тој не знам. Ама нема врска. Сам да речам секој чекор што го направив, особено стварите што си ги направив сам, си ги правев со уживање. Вистина ми одзеде време, вистина беше трошок, вистина се извлечка времења, пошто едно не си Рокфелер, друго сакаш да го направиш така како што сакаш ти да го направиш, да го има твојот печат. И тебе од сам старт ти е јасно дека ти нема го направиш на јакото студио во свет. Јасно ти е дека нема ни да ти се исплати. Тоа беше најголемиот аргумент од колеги, од абе зошто ти не ги ти се исплати тоа зошто? Ама не треба се да ти се исплати во веко финансиси. Има некои работи што се исплаќаат само за душа. И цел тој процес дури го правев студио. И цел процес дури работам во него. Е среќа што ни едни пари нигде не можат да ми ја платат. Ти вистина ако имаш пари ќе платиш, негде ќе платиш, мајстори ќе му даеш ен куп, направите го, ќе те напрати, ќе оди. И то ќе ти брка работа и така натаму се ето во ред. Ама колку поќе се вложваш ти, колку поќе му даваш душа ти на местото, толку поќе тебе ќе ти знае. Е тоа е среќата. Среќата е да правиш нешто што тебе ти значи, и нешто што ќе направи да му биде поубаво на другите или полесно и така натаму. Овде среќата е во секое дрвце, во секое ѕидче, во секое ќоше, сегде среќа. Дури во паркет
е. Значи нема делче што го немам гибнато около. И секој пат кој си влезам, убајна ми е на душата. Влегваш си ги палиш светлата, убај што си ги наместил, си седниш во столицата вака. Дури масата кај што е миксетата имам тапацирано за можам нозете вака си качвам и ги си кренам нозете угоре. И убајна ми е бе. Ама за да ти е така убајна треба да знаеш што сакаш. И треба самиот себе си да се програмираш да ти носи среќа се, од најмалите работи до најголеми. Оти ако остеш на живот и ако остеш на други луѓе, никој никогаш нема да ти дај толку среќа или да ти посвети толку време колку ти што можеш да си посветиш или да си даеш. И ако му даеш други да ти го водат живото, сигурно нема да мислат како тебе да те направат среќа. Оти вистина и до табието те, ама не е дека не можеш да научиш некој работа. И најмногу ме нервира кој речат луѓе, остај го тој таков е. Човеко не може да се смени. Абе може ако сака. Нема нешто што не може човеко да го направи во светот, мора јасно ви не постои граница што се човек може да направи. Ако сака. Што значи за да бидеш среќен прво треба сакаш да бидеш среќен. Еса не е лесно. Живото не е лесно. Работата не е лесна, ништо не е лесно. Ама што е полесно? Да пробаш да најдеш среќа и мир во себе си за да можеш живото да си го проживееш како што треба? Или само негативна енергија да имаш и се да ти биде негативно и се да не ти чини да си жртва цело време? Баш ме интересира одговорот на ова прашање. Ако не ве мрзи, пишете таму. Јас не викам дека нема да се изнервираш во живот или дека нема да имаш нервози или дека нема да имаш несреќи. Некојаш едноставно се натрупват работите, кај некој цел живот се натрупва. Значи се случува во животот. Ама како ти ги примаш, ги прифаќаш и како реагираш ти на работите е многу битно. Во сите тие моменти можеш да најдеш мир, утеха и да пробаш да не дозволиш да влезеш во нервози, во гнев и во такви работи, туку да го најдеш позитивното и да пробаш да ги решиш сите тие проблеми и да не дозволиш негативноста да ти владее со животот. Како што не дозволуваш е детали. Пример, ќе очукнеше некој југото бившо негово и ќе скапеше, ќе се распаднеше некој дел од ламарината надо. Нема проблем, бате. Малтер ќе земеш и ќе го замалтареше и ќе си посвирка, ќе го нашлака шлак малтерот таму, така ќе го вози. Ќе се нервирал тој, крило ќе купвал, кој бил шо бил, му било гајли. Така се живее 102 години. Ако продолжам Бога ми 102 години епизодава ќе направи. Така што доста е за денес. Ви останете ми со здравје. Поздрав, имајте убав ден.